Кога станува збор за работата на Центарот за култура од Битола, слободно можам да кажам дека една од ретките институции која што неуморно работи во текот на целата година и која на битолската, но и на интернационалната публика која од година во година е се поголема и нуди богата културна содржина. Најзаслужен за оваа културна преродба во Битола, која што го потврдува брендот Битола град на културата, е првиот човек на оваа установа, господинот Борче Димитровски. На моја огромна чест и задоволство во денешното издание на емисијата Одблиску со го имаме токму него. Се разбира подетално, односно одблиску да ви го доловиме на сите вас гледачите на телевизија Мега. Добар ден, добре дојдовте во мојата емисија. Пред се ви благодарам за времето што го одвоивте и покрај големиот број на обврски кои што вие ги имате. Добро, најпрво благодарам за прекрасните зборови за работата и на институцијата и за мене како менаџер. Задоволството е мое да бидам дел од оваа емисија и гледачите уште подобро можеби да се запознаат и со начинот на институцијата на функционирање, а и со мене можеби како личност секако оние кои што многу малце ме познаваат или воопшто не се знаат со мене. Така, тоа е и целта, нели, покрај вашата работа и вашите ангажмани, одблиску да ве доловиме пред се и како личност. Ќе позборуваме малку и во однос на вашата работа, но ќе позборуваме, како што кажав, и во однос со таа друга страна, малку поприватно да ве доловиме и да ве доближиме до сите наши гледачи. Ете, би сакала да го започнеме нашиот разговор со тоа како започнува еден ваш ден. Кажав дека навистина имате премногу работни обврски, но ете, како започнува еден ваш ден и кои се оние работни обврски кои што ги имате вие во текот на еден работен ден? Па добро, многу е важно денот од самиот старт да е добро организиран. Значи, ова не го кажувам како некоја флоскула или нешто што го пишува во книги за менаџирање, туку едноставно доколку не си го организираме најпрво самите денот, тогаш не може на резултатите на крај да бидат добри. Така да мојот работен ден почнува од 8 утрото, кога доаѓам на работа во Центарот за култура. Така е изминатите 6 години од 2010 кога сум директор тука и секако на старт организација на работата и во однос на тековниот ден, но и во однос на цела работна недела и потоа бројни состаноци и контакти со различни луѓе, бидејќи тоа ја всушност ја сочинува мојот професионален ангажман кој што го имам во моментот, бидејќи освен она што е битно што публиката го гледа како резултат, за да се дојде до тој резултат, независно за кој проект говориме, дали е фестивал, концерт, кинопроекција, има една позадина која што луѓето не ја знаат, а тоа многу се базира во контакти со и со работната средина, но и со многу други луѓе и фактори кои што ја прават целината на некој начин. Така, кажавте дека од 2010 сте на оваа функција, прв човек на националната установа Центар за култура и можам да кажам дека и повеќе од одлично се справувате со оваа функција. Пред се да ви честитам со оглед на тоа што сте релативно млада, имате релативно одговорна функција, а сте пред се дипломиран правник. Она што ме интересира на самите почетоци кога дојдовте на оваа функција, беше ли предизвик за вас како една млада личност, ете да се соочите со една толку одговорна функција како што кажав? Беше ли самата работа за вас предизвик и какви се тие почетоци? Дали може би имавте тогаш страв дека нема да успеете или дека нема да го направите тоа како што треба, но во секој случај тука и тимот позади вас, кој што верувам дека навистина поддршката и од нив е навистина огромна. Па секако, без предизвик и амбиција не може ништо на крај да се случи. Не сум од оние луѓе кои што со страв ќе влезат во макар и нешто ново, бидејќи од претходната работа во адвокатска канцеларија како адвокат, сепак не е мала разликата до директор во сферата на културата. Сепак не е во ред да се влезе апсолутно со безрезервна самодоверба. Кај мене секогаш постои една позитивна трема, тоа јас така си го имам дефинирано, кое што прави да се пристапува од една страна рационално на работите и практично, но со доволна луцидност и амбиција за да биде резултатот како што се очекува, бидејќи одговорноста е голема. Така да за мене беше голем предизвик да менаџирам со една ваква институција. Центарот за култура или претходно Домот на културата го познавав
по различни основи. Најпрво како играорец во Кудилинден прв пат настапив негде 87-ма во големата сала, значи на сцената на Центарот за култура, па следеа безброј концерти. Потоа во еден период кога бев во средно училиште, имавме театарска група и бев режисер на неколку представи кои што има премиери баш тука во Центарот за култура. Подоцна преку различни активности на полето на културата и уметноста сме имале соработка, така да добро ги познав и минусите кои што беа големи во тоа време, но и потенцијалот на самата институција. И баш тој неискористен потенцијал беше за мене предизвик да се вклучам во функционирањето на оваа институција, а како што спомена, без тим кој што стои позади, значи без луѓето кои што се и дел од вработените и бројните надворешни соработници кои што ги имаме во овие 6 години, секако еден човек е невозможно да направи сам нешто, и сите работи кои што ние ги продуцираме всушност се резултат на работа на голем број луѓе, на голем тим кој што функционира позади секој проекти, така е во изминатите 6 години, и секогаш што е комбинација на вработените и на клучни надворешни соработници кои што го даваат потребниот инпут за да имаме успешен резултат на крај. Така се согласувам потполно со вас дека тимската работа е таа што е клучот за успешност, и ете тоа функционира кај вас и навистина радува, бидејќи пред се тоа го чувствува битолската јавност, но и пошироката јавност, како што кажав и во самата најава, се поголем е бројот на интернационалната публика која што е присутна токму тука на големиот број настани кои што вие ги организиравте. Кажавте дека пред да се нафатите на оваа функција работевте во адвокатска канцеларија, се едуциравте за тоа, но што ме интересира колку ве исполнува сегашната работа како директор на Центарот за култура. Сепак, еве, барем спрема мене, јас уживам кога работам работи поврзани со културата, но еве, колку лично вас ве исполнува оваа работа? Апсолутно ме исполнува, и после 6 години имам истата страст спрема работата. Тоа оние кои што подобро ме познаваат знаат да го препознаат секогаш, и се додека страста и пристапот е ист, тогаш и резултатите кои што ќе произлегуваат од мојата работа ќе бидат подобри. Така да апсолутно многу ја сакам работата и во Центарот за култура и се она што е поврзано околу самото функционирање на институцијата. Сум човек кој што од секогаш сака да биде општествено активен, да бидам обкружен со многу луѓе, да имам постојано контакти, така да оваа работа апсолутно ми прилега. Комбинацијата со правото е навистина интересна комбинација која што досега ми носи позитивни резултати. Јас можам да се говорам за самиот себе, нормално другите треба да оценат генералната работа и начинот на кој што функционира институцијата и секако моето работење. Во првиот момент кога таа страст ќе ја нема, тогаш апсолутно ќе биде јасно дека треба да настане некоја природна промена, или во прв момент кога некој човек кој што менаџира и раководи со нешто гледа дека сите потенцијали се исцрпени, тој нема што повеќе да даде, треба да се има доблест да се повлече. Барем јас така размислувам. И доколку сите овие години наназад се гледаат проектите кои што ние ги правиме, пред се фестивалите кои што ги организира Центар за култура, значи фестивалот на монодрама, фестивалот на музика од светот и линденски денови, секоја година има различна приказна и се гледа одреден развој во друга насока. И тоа ништо од тоа не е случајно. Во прв момент кога публиката ќе почувствува и секако уште повеќе стручната јавност која добро ги познава овие работи, дека веќе се работи за повторување на една иста матрица, тогаш е веќе јасно дека нешто недостига во целиот концепт. Така, ние се надеваме дека уште долги години ќе имате таа мотивираност, таа креативност и амбициозност како сите овие изминати 6 години. Се разбира дека ќе оставате нешто убаво и нешто што ќе го паметиме сите ние. Како што кажа, вие сте заслужен за таа културна преродба која што изминативе години му се случува токму на Битола. Го потврдувате тој бренд Битола како град на културата. Те спомнавте дел од тие фестивали
Ете, пред скоро време нели го оставивме 46-тото издание на фестивалот Илинденски денови, кое што помина повеќе од одлично, над 1000 учесници од 5 различни земји. Тука нели фестивалот на музика од светот, да не ги заборавам сите тие врвни музички имиња кои што ги носите, ете, од типот на Ричард Галијано, Наташа Атлас, имавме можност да го видиме Дуке Бојаджиев. Тоа навистина е за пофалба, секоја чест ете пред се што му го возможувате на битолската публика да ужива во сите тие настапи. Она што ме интересира, колку е тешко еден таков врвен музичар или без разлика дали е ансамбл или музичка група да се донесе токму тука во Битола? Па воопшто не е едноставно, бидејќи сепак условно кажано поголемите музички имиња или позначајните музички имиња не е едноставно да се договорат. Тука многу помагаат референциите кои што веќе ги има Центарот за култура. Сепак е институција која што близи 40 години од самото основање. Многу работи се случиле и во минатото, кога јас не сум бил воопшто дел од тимот на Центарот за култура, и сите тие референци помагаат да ние организираме настани на највисоко ниво. Голем предизвик беше да се организира концертот на Ришар Галијано и на Наташа Атлас, а тоа е понатаму взаемно поврзано, бидејќи сега многу се олеснува начинот на комуницирање, кога ќе кажеме дека имиња од таков калибар настапиле во нашата сала, биле дел од фестивал кој што го продуцира и организира Центарот за култура, за да убедиме и други имиња кои што се на нивниот ранг да бидат дел од програмата на Центарот за култура, и тоа е нешто што се гради со години, а не се гради на брзина или за година-две. Еве дури киното кое што од октомври-ноември 2013 регуларно функционира, требаше 3 години за да ја набавиме дигиталната опрема, за да се адаптираме условно кажано по светските стандарди, а не се случи тоа во 2 месеци, во 3 или во 6 месеци. Истото и со фестивалите. Во 2010 во декември фестивалот на музика од светот беше со одлична програма, меѓутоа не беше тоа интернационална програма, беше еднодневен фестивал. Оваа година ќе имаме 3 или 4 фестивалски денови. Забрзо ќе откриеме програмата и ќе бидат навистина големи имиња од светската музичка сцена, имиња кои што за прв пат ќе дојдат во Битола, така да тоа не е мала работа. А се направи конкретно Ришар Галијано настапувал во Скопје, меѓутоа Наташа Атлас прв пат доаѓаше во Македонија, така да се стремиме да програмата биде на највисоко ниво, бидејќи битолчани, Битола и целиот овој регион го заслужува тоа. А договарањето и контактите некојаш знаат да бидат многу захтевни, она што го говорев за луѓето кои што се вклучуваат, се значајни, конкретно кога се гледа фестивал на музика од светот. Оливер Осивовски е селектор, заедно со тимот и со мене работиме на програмата. Исто така голема поддршка изминатите години имавме и од сега веќе бившиот директор на Алијансата во Битола Гиом Жавуре, кој што многу помогна во контактите со уметниците кои што доаѓаат од Франција. Така да се е тоа една комбинација на доверба помеѓу луѓе кои што влегуваат со ист ентузијазам, се за цел резултатот да биде онаков каков што сме се замислиле, ама секако до завршувањето на самиот концерт и на самиот фестивал не знаеме, бидејќи на крај го чекаме фидбекот на публиката за кој што всушност ние ова цело го правиме. Така не се сомневам ни најмалку дека 8-то издание на фестивалот музика од светот ќе биде одлично со оглед на богатата културна програма што ја најавувате, но во секој случај ќе оставиме на изненадување на нашите гледачи барем уште кратко, за да им откриеме што е она што во однос на тие денови ќе имаат можност да го проследат, така да тука сме во секој случај да ги следиме сите ваши настани и да ја информираме јавноста. Кога станува збор за вашата установа, навистина бројни културни содржини во текот на целата година, еве за скоро време барем она што е најблиску е фестивалот, интернационалниот фестивал на филмската камера Браќа Манаки, кој што се одржува токму тука во Битола, во Центарот за култура, и од година во година за кој што можам да кажам дека навистина е се поквалитетен, добива навистина на еден огромен квалитет. Што е она што ќе не очекува во пресрет на овој фестивал? Фестивал Браќа Манаки е можеби
една од неколкуте најзначајни културни манифестации во нашата држава. Секако во Битола најзначајниот фестивал со огромна традиција. Фестивал веќе одамна што ги има надминато и локалните и регионалните рамки, така да и оваа година очекувањата се дека фестивалот ќе биде на врвно ниво организиран со бројни гости, се најавуваат преку 100 филмски остварувања кои што ќе бидат дел од програмата, сместени во неколку различни програми, така да атрактивните гости секогаш се мамка за публиката која што доаѓа. Се надеваме дека киносалите ќе бидат исполнети, дека посетеноста ќе се биде на вистина на ниво како што доликува на еден таков голем интернационален фестивал и секако дека во сите аспекти ќе се одржи или ќе се надмини нивото кое што во последните години се постигна, бидејќи тој фестивал имаше една криза во 2008-2009 година, потоа се издигне и повторно си го врати реномето и довербата и кај публиката и кај филмската јавност, така да нема причина да се стравува дека и оваа година тоа така ќе биде. И сега е веќе на почеток на септември и многу е соодветен почетокот на новата есенско-зимска сезона во Центарот за култура, така да почнуваме со исто браќа на Манаке, кој што кон средината на септември на 17 ќе заврши, потоа продолжуваме со останатите активности се до крајот на оваа календарска година. Така, кога веќе ги спомнуваме останатите календарски денови, освен овој фестивал и фестивалот на музика од светот, што се можеме да очекуваме до крајот на оваа година? Па веќе договорени се неколку концерти. Камерниот оркестар ќе настапи на 10 октомври на денот на роденденот на Центарот за култура. Потоа во очи на нова година ќе биде и традиционалниот новогодишен концерт кој што публиката со радост го очекува секоја година. На 3 декември ќе биде концертот на етногрупата Баклава, кој што исто така е договорен. Исто така имаме одлична соработка со новиот тим во Македонската опера и балет. Многу ми е драго што го сочинуваат битолчани, Игор Дурловски, генералниот директор, и Сони Петровски, кој што е уметнички директор на МОБ. Така да после гостувањето на Кармина Бурана, на детската опера, планираме до крајот на годината да го имаме и балетот како со гостување. Најверојатно тоа ќе биде Црвената соба, со која што е кореографијата е на Игор Кировски. Потоа сакаме да направиме после подолго време да гостува и операта со опера, да биде дел од програмата на Центар за култура. И има еден навистина одличен концерт на Игор и Ана Дурловски, кој што беше во Скопје во месец март, а на 8 август дел од репертоарот на Охридско лето. И оваа година мислам дека ќе успееме да го имаме и во Битола. Така тоа е само дел од работите на кои што сега можам да се сетам. Има и други активности кои што во текот на овие 4 месеци до крајот на годината ќе ги имаме. Секако тука стандардно киното си функционира најрегуларно, впрочем како и изминатиот период, не дека е помалку важно, меѓутоа баш од тие причини не го споменуваме, бидејќи тоа е веќе едно рутинско функционирање. Публиката ја има, се надеваме дека секогаш ќе има во поголем број, а филмските наслови се тука за да ја привлечат, а ние ги имаме секогаш навреме со светските трендови, така да интересна есен начекува. Така, во секој случај морам да се согласам дека навистина богата и прекрасна програма ете ни очекува до крајот на оваа година, па ќе ги поканам сите наши гледачи да бидат во што се поголем број на сите случувања, на сите манифестации кои што ќе се случуваат. Кога веќе го спомнавме киното, навистина направивте и во тој поглед една голема преродба. Ете сите влюбеници на филмската уметност повторно ги вративте во киносалите. Радува навистина тоа што има огромна заинтересираност, пред се огромна посетеност. Не само од битолчани, туку од сите граѓани од тука, од Пелагонискиот регион. Пред се сметам дека тоа се должи токму на тоа што ги носите најголемите светски филмски наслови. Дури често се случува да имаме некој филм тука премиера пред да е она светска премиера. Секоја чест и за тоа. Колку сте вие како директор задоволни од тоа како се одвиваше работата на 3D киното
и се разбира од самата посетеност? Резултатите се навистина позитивни, бидејќи во декември имавме веќе 100.000 гледачи, значи некаде малце повеќе од 2 години од функционирањето на киното. Веќе на половина од оваа година надминавме 20.000 гледачи, така да до крајот многу реално ќе бидеме близу до 40 или 50.000 гледачи само за оваа календарска година, така да и во однос на бројките на киното и во однос на техничките перформанси кои што сите ги оценуваат како навистина одлични, сме задоволни, а соработката со дистрибутерите резултира да ги имаме најновите филмски наслови, како што спомена навреме, битолската публика и публиката од соседните градови да може навреме да ги погледне, така да за сега киното функционира во одлична кондиција и е многу значаен сегмент во работењето на Центарот за култура. Голем дел од дополнителните приходи се остваруваат преку кинодејноста и тоа ни овозможува да функционираме уште постабилно и тие средства да бидат насочени кон поквалитетна програма која што секако публиката ја очекува. Така се надевам дека приказната со киното не е ни оддалеку близу до крајот, туку дека тоа ќе се надградува и дека публиката во поголем број од година во година ќе доаѓа. За сега трендовите се такви и се надевам, бидејќи младата публика е многу значајна и сега всушност веќе неколку генерации од кога започна редовното функционирање имале 8 или 9 години, сега има 12, доаѓа веќе сам на кино и тоа е таа нова публика која што треба да ја зголеми бројот на посетители, бидејќи сосема нормално и регуларно еден град како Битола да има барем една киносала регуларна, а зошто не и повеќе во иднина, бидејќи го имаме фестивал Браќа Манаки и од секогаш сме имале таа традиција во поглед на киното и на филмовите. Така би можеле да им откриеме на нашите гледачи во однос на филмските наслови до крајот на годинава, што се е предвидено да се емитува? Ке се обидам да се сетам. После Манаки е новото приложение Бриджит Джонс Бейби, значи на дневникот на Бриджит Джонс. Знам дека тука ќе има голем интерес од публиката за тој филм. Исто така во декември не очекува ново приложение на Star Wars. Исто како и минатата година, че таа франшиза се враќа на голема врата. Еден од блокбастерите е Монолит со Мет Деймон во насловната роља, така да бројни филмски наслови кои што Assassination Creed, тоа е од една видеоигра со Майкл Фасбиндер во главната улога, исто така не можам се баш сите наслови да сетам, меѓутоа распоредот таков да се е многу динамичен, ќе има многу филмови по завршувањето на Фестивал Браќа Манаки се до крајот на нова календарска година и секогаш обично во декември во јануари ги имаме филмовите кои што се во трка за филмските награди, како што и оваа година беа на репертоар, така да нема да биде во ниту еден сегмент битолската публика изневерена на тој план и репертоарот ќе биде навистина богат со различни филмови. Ние се трудиме секогаш да имаме и европски, условно кажано, авторски, уметнички филм застапен на репертоарот на киното, па и тоа ќе го има во овие есенва и во зимската сезона, така да континуирано ќе се функционираме, речиси без никаков застој. Навистина интересни наслови, верувам дека ќе побудат огромен интерес пред се и самата публика. Сега би сакала да ја оставиме малку работата во Центарот за култура настрана. Вие веќе година и половина исто така сте председател на општинскиот комитет на ВМРО ДПМН тука во Битола. Голема функција, голема одговорност пред се да се биде председател на една таква голема партија како што е ВМРО ДПМН. Беше ли предизвик ете и оваа функција за вас да станете одговорен на таа политичка партија и како се справувате пред се со самите обврски, бидејќи навистина ги имате во огромен број. Пред се тука е работата во Центарот за култура, но од друга страна тука се ангажманите кои што ги имате и во вашата политичка партија. Сега голема одговорност е функцијата председател или координатор на огранокот во Битола. Сепак
И тука тргнувам од предизвикот и од вербата најпрво во себе, а секако и тука неминовен и тимот на луѓе кои што го сочинуваат функционирањето во една политичка партија, иако говориме за сосема различни сфери на делување, сосема различно е да се менаџира една институција независно од која сфера или област доаѓа и координирање начин на функционирање на политичка партија. Сепак нескромно ќе биде јас самиот да оценам, меѓутоа сепак многу лесно е да се оцени мојата работа во Центарот за култура и претходно и сега и да се направи паралела доколку некој сака тоа да го направи и веднаш ќе увиди какви се резултатите и тука, а нормално си има друг кој треба да ги оценува перформансите и резултатите во смисла на функционирањето на самиот општински комитет. Јас се трудам да ниту една од функциите не биде запоставена, бидејќи е многу несериозно, некоректно, непринципиелно да човек се обврзи за некоја работа, а потоа да не го испочитува тоа, бидејќи тогаш не само што не се почитуваат и другите луѓе кои што се засегнати, сега говорам и за двете функции, тогаш и сами од себе си не се почитува доволно, бидејќи секогаш можеме да бидеме реални, искрени и честни и треба такви да се трудиме да видиме, да си ги знаеме своите способности, бидејќи верувам дека секој човек внатре е многу свесен што може да прави и што не може да прави, зашто е способен, а зашто не е толку способен, да не кажам, да не користам некој негативен израз неспособен и искреноста ќе мора да дојде до израз во еден момент, бидејќи не трпи само самиот себе, туку и целата средина. Така такви се работи, така се поставени и е многу важно кога се впуштаме во предизвици, точно да знаеме што е она што го прифаќаме. Така е, во секој случај нема да ви поставувам политички прашања, бидејќи мојата емисија е од забавен карактер, како што кажав, одблиску да ве доловиме на нашите гледачи. Она што ме интересира покрај сите овие ангажмани, колку наоѓате слободно време? Ете да излезете на кафе со пријателите, со семејството, да прошетате, дали воопшто го имате? Не би бил искрен кога би кажал дека го немам воопшто, но сепак многу помалку од претходно. Меѓутоа, ако на старт почнав да зборувам со добрата организација на денот и организацијата на работата, има можност да и слободното време многу соодветно се испланира, без разлика колкави се ангажманите, работните обврски, останатите ангажмани, така да се трудам да го наоѓам. Сум човек кој што сака да се движи со луѓе, така да кафето на Широк Согак знае да ми биде често рутина и дури ако треба некогаш и ќе спојам состанокот да биде кафе состанок, а да тоа да се случи, секако пријателите се неизоставен дел од животот, другите општествени активности, семејството, така да не е во ред да се крати од слободното време, иако сепак некогаш е многу тешко тоа да се изменаџира, особено на стартот на работната недела или не поврзано само со политичката функција и претходно човек кој што е на некоја јавна функција еднаш неделно ќе биде отсутен од градот, бидејќи тоа го бараат приликите и обврските и тука сето тоа треба добро да се менаџира, значи како што се менаџира и како што се менаџираат работните обврски, така треба да се менаџира и слободното време. Така, што е нешто што ме интересира, ете покрај ли тие излегувања, дали било пиење кафе на Широк Сокак или тоа можеби е работен состанок, дали имате време за некое хоби? Долги години бевте играурец, дел од културно-уметничкото друштво Илинден, верувам еден преубав период од животот за вас. И дали еве можеби во слободното време знае да се случи да одете на некоја проба на Илинден, да ги посетите, да видите што тие прават, што тие работат или можеби да заиграте повторно? До пред неколку години бев повеќе вклучен во менаџирањето на културно-уметничко друштво Илинден. Меѓутоа се немам толку време, иако некогаш ќе одам да видам што таму се случува, а кога сме кај играњето во декември бев дел од годишниот концерт
на културно-уметничко друштво, значи славевме јубилеј 60 години Кудилинден и заедно со дел од останатите ветерани настапивме со една навистина посебна точка, тоа е традиционалното чифте чамче, кое што секогаш со многу кејф сакам да го заиграм, дури и на некоја од свадбите на моите другари која тоа ќе го засвират и во костум со кошула. Така сигурно интересно изгледа тоа. Да, така да во декември имав концертно представување. Така да тоа е едно од хобијата кои што се уште на некој начин ги имам и некој активно речиси 20 години бев дел од екипата која што играше и гостуваше на многу фестивали и секако и тука и во странство. Друго хоби, ако може да се нарече хоби, е моето членување во Lions движењето, конкретно сум член на Lions клуб Кавадаја. Тоа е еден клуб кој што се формира во 2009 година. Пред тоа бевме подмладок, Лео клуб и од тоа прерасна во Lions клуб и навистина таму имаме и одлична дружба и секако ги користиме сите можности да помагаме секаде каде што има можности, каде што има потреба да се помогне за оние кои што не знаат. Lions е една од најголемите хуманитарни организации во светот, значи заедно со Ротари и со Црвениот крст. Така да тоа е уште едно хоби кој што го имам во моето општествено функционирање. Друго хоби, не знам колку е хоби, сакам... Време за спортување има или не практикуваш во последно време? Претходно, допред некоја година игравме фудбал со другарите и тоа беше навистина одлични моменти. Сега хоби ми представува да гледам спорт, многу сакам да гледам фудбал, да гледам добри филмови, кога ќе имам време за тоа и генерално тука се заокружуваат најголем дел од активностите. Така, бидејќи полека се движиме кон крајот на емисијата од Блиску со, уште едно прашање имам да ти поставам. Имам многу прашања, но на жал времето е толкаво. Се надевам во друга прилика ќе имаме можност да си направиме и подолг разговор. Кој е мотото кое што тебе те води низ животот? Конкретно мото како реченица не би можел да кажам конкретно, меѓутоа секогаш со дигната глава и гледам напред. Многу е важно на моменти да се вртиш и назад, да видиш што се случило или кои би биле причините за некоја евентуално лоша последица. Меѓутоа тоа е, човек треба да биде со висока дигната глава, да се гледа напред и да нормално да не занемарува ништо, иако звучи ова можеби многу политички коректно, буквално тоа е тоа што јас сакам да правам и многу често си функционирам на база на интуиција и на препознавање на работите, што си го сметам за една моја предност. Така да немам конкретно мото, меѓутоа многу ми е јасно се она што го правам, зашто го правам и како го правам. Така, тоа е најбитно пред се. Ми останува само да ти се заблагодарам за гостувањето во мојата емисија, пред се за времето што го одвои. Ке ти постакам уште многу успех во иднина, се разбира, тука сме ние, тука е нашата телевизија, да ги следиме сите ваши активности и проекти. Благодарам за поканата. Навистина уживав во разговорот и поздрав до сите гледачи. Ви благодарам. Почитувани, тука е крајот на уште едно издание на емисијата Од Блиску со. Ви благодарам на вниманието со кое што не следевте, а вие се разбира, останете понатаму на оваа фреквенција.